Почитувани новинари, почитувани сниматели, почитувана јавност, дозволете ми најпрво од името на Детската амбасада за сите деца во светот, како и од моје лично име, да упатам по повод новогодишните и божикните празници, да упатам честитка со желби за љубов, мир, благосостојба и здравје. По јубилеен 20 пат традиционално во организација на Детската амбасада за сите деца во светот, 500 деца ќе се дружат на овој свечен божикен ручек во прекрасната сала Симфонија во Прилеп. Ке го славиме Христовото раѓање. На овој свечен настан Детската амбасада за сите деца во светот го доделува најпрестижното признание за општествена одговорност, орден за носител на мирот. Оваа година, ова меѓународно признание го доделуваме на амбасадорката на сите деца во светот, низината екселенција, господја Гордана Нацева. И оваа година ќе ни бидат традиционално деца, гости од целата територија на нашата држава, ќе седнат заедно на заедничка трпеза, ќе го прославиме Божик, денот на Христовото раѓање. Децата се од Прилеп, од Скопје, од Битола, од Куманово, Тетово, Струмица, Штип и од други градови и општини ширум нашата држава. Како и секоја година, нашата порака е во рамките на нашето мото «Едно небо за сите деца», а тоа значи дека децата треба да се почитуваат меѓу себе, да нема дискриминација и насилна комуникација, да преовладува толеранцијата и сите ние заеднички да придонесеме кон градењето на нашето општество, бидејќи децата се нашата иднина. Вредностите кои се промовираат со овој настан се еднаквоста, љубовта и мирот помеѓу децата. Тоа пак води до нашиот постулат на програмските задачи на Детската амбасада за сите деца во светот и еднакви во остварувањето на нивните права, односно дека ништо не е позначајно од среќата на едно детско лице. Па затоа на оваа божикна трпеза заедно се дружат деца и од други верски заедници, од исламската, католичката, еврејската и евангелско-методистичката, кои заедно ќе се дружат и ќе празнуваат. Со благослов на неговото високо преосвештенство, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско и новозеландски, господин Петар, оваа година ручекот ќе го благослови неговото преосвештенство, викарниот архиереј на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Никола, а на сите деца ќе им се доделат новогодишни пакетчиња за сладки сеќавања на божикниот ручек, за кои се погрижи градоначалникот господинот Дејан Продановски. Како и досега, така и оваа година, за збогатување на свеченоста, ќе се погрижат од танц студио Зодијак од Прилеп, а оваа година ќе не забавува нашата звездичка Димитар Ивановски од Прилеп и на наше големо задоволство, пред се на децата, овој божик ќе ни биде гостин македонската мегазвезда Христијан Настески Пајак. И оваа година покрај добитникот на орден за носител на мирот ќе се доделат плакети за пријател на децата, за кои Детската амбасада за сите деца во светот одлучи да ги додели на Македонска радио телевизија, Канал 5 телевизија, Наша ТВ, Тера телевизија, Радио Пела, Радио Холидеј и порталите Инфокомпас, Маркукуле и Шеталиште, кои оваа година, како и сите претходно, се медиумски покровители на божикниот ручек. Организацијата на овој 20-ти поред божикен ручек успешно се реализира благодарение на пријателите на децата и на Детската амбасада за сите деца во светот, ЛС општина Прилеп, Инвест од Тетово, Алкалуит од Скопје, Дрекслер Маер од Кавадарци, Фиви Принт од Охрид, Бинфуд од Прилеп, Ингреди од Кавадарци, Прилепска пивара од Прилеп, Млекара Аде Битола од Битола, Винчини од Виница, Дизниленд Трейд од Прилеп, Цвеќарница Дани од Прилеп, Фан продукција Зоран од Прилеп, Лолипоп Ентермејнт од груп од Скопје,
како и сопствениците на прекрасната сала за свечености Симфонија од Прилеп.